Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме крамбл од зеленчук. Крамбл е прелив кој се прави од брашно, путер и шеќер или сол, зависно од тоа дали подготвувате сладко или солено јадење. Овде правиме крамбл прелив за јадење од зеленчук со богат бешамел сос со пармезан. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама брашно, 150 грама путер, една супена лажица сол, 750 мл млеко, 75 грама брашно, 150 грама пармезан, една мала тиквичка, половина модар патлиџан, 3 моркови, 2 главици црвен кромит со средна големина, половина мала тиквичка, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе го исечкаме разновидниот зеленчук. Не сме сигурни дека можеме да ја докажеме оваа теорија, но нам ни се чини дека сечкањето зеленчук на одреден начин може да влијае на нивниот вкус на крајот. Прво исечкајте ја тиквичката, потоа на сличен начин исечкајте го и модриот патлиџан. Излупете ги морковите и исечкајте ги дијагонално. Излупете го и исечкајте кромидот. Земете половина мала тиква и исечете ја на парчиња. Ставете го зеленчукот во солена завриена вода. Варете го 30 минути и на крајот исцедете го. Водата зачувајте ја како супа од зеленчук за друго јадење. Сега ќе го правиме бешамел сосот. Стопете путер и во него просејте го брашното. Измешајте ги заедно и дозволете им да се спојат, а потоа малку по малку сипувајте го млекото. Немојте премногу да брзате со правењето на сосот. Додека сосот се крчка, постепено додавајте помалку млеко и постојано мешајте. Изрендајте многу пармезан. Можете да ставите било каков вид сирење, но потребен ни е суптилен вкус. Пред да го направиме преливот, ќе му возможиме на зеленчукот и сосот да се измешаат. Ставете го зеленчукот во делимано тавата за печење и прелите го со сосот. На крај ставете ги само листовите од неколку гранчиња рузмарин. Ставете го настрана. Сега ќе го правиме крамблот. Просејте го брашното во длабока чинија и ставете сол. Потоа ставете ги коцките путер, студени од фрижидер, и со раце почнете да го гмечите крамблот. Продолжете да го гмечите путерот во брашното со солта се додека путерот и брашното не се измешаат така што нема да останат грудки. Повремено протресувајте ја чинијата за грудките да дојдат на површината. Вратете се на смесата од зеленчук и бешамел сос и почнете да ја прекривате со смесата за крамблот. Погрижете се филот да биде целосно прекриен со убава количина прелив. Одозгоре изрендајте го пармезанот. Ставете ја тавата да се пече 30 минути во рерна на 150 степени. Време е за сервирање. Откако ќе го оставите јадењето да се излади и спадне, земете плитка чинија и сервирајте го крамблот со голема лажица на чинијата. Нема потреба да го сервирате со никакви додатоци, затоа што ова јадење веќе ги содржи сите потребни состојки. Јадењето го гарнираме со свеж макдонос. Можете да ставите секаков зеленчук во овој рецепт и да го заменувате со различни сирења или можеби дури и месо. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.